Добро вечер со топ тема на телевизија Телма. Вечерашна тема е кој го притиска судството. Македонското судство е повторно на испит, независно притиснато или исплашено. Како судиите ќе се одбранат од политиката, кои се аферите што го потресува во изминативе години. Мои вечерашни гости се колешката Гордана Дувња, кој долги години го следи судството како новинар, и адвокатот Сашко Дуковски. Немаме во студијата судија, затоа што во изминативе 2 дена телевизија Телма контактираше со повеќе од 30 луѓе од правосудниот систем, судии, обвинители, судии во пензија, и никој не сакаше да се одзве оваа покана да разговара отворено на темата кој го притиска и дали воопшто имаат притисоци во судството. Не знам дали се поклопи со моменталната афера во државата околу прислушкувањето и оние разговори кои беа пуштено, меѓутоа симптоматично е зашто токму сега ниту еден судија, ниту обвинител, ниту пензиониран судија, ниту професор кој се занимава со правосудниот систем не сакаше да говори на оваа тема, особено по денешното соопштение на Сдруженијето на судии, во кое што се вели дека управниот одбор заклучило да го слушне мислењето и да ги сублимира изградените ставови на подружниците на сите судови, а потоа ќе следи нивниот конзистентен став. Во Македонија има повеќе од 670 судии. Сите за сега молчат. Еве изјавата на Николчо Николов. Управниот одбор има и право, а и обврска да ја слушне базата која ја застапува и не е целисходно, оценето е дека не е целисходно да управниот одбор без да ја слушне базата, повторно ќе кажам, не можеме ние во име на 670 судии да избрзуваме и да заклучуваме и да донесуваме ставови и заклучоци по одредени актуелни состојби, сакаме едноставно да ја слушнеме базата. Состојбите во судовите и во судството не се такви какви што некој сака еднострано да ги прикаже и едноставно сакаме да целата таа состојба да ја добиеме повратно и да ги презентираме на вистина правилно, неправилно, него изразените ставови на подружниците и на сите судии кои се членови на Сдруженијето. Сакаме да го слушнеме мислењето на подружниците кои во рок од 10 дена ќе бидат задолжени да одржат седница на своите подружници, значи во судовите да се одржат седници на подружници, да се разгледа оваа состојба, да таквите своји заклучоци и ставови по одредените прашања ги достават до управниот одбор, а потоа ние овде да изградиме конзистентен став кој ќе ви биде соопштен или преку соопштение или преку пресконференција во зависност од тоа каква одлука ќе донесе управниот одбор на Сдруженијето. Сдруженијето вели дека е непримерно судиите да се стават во состојба јавно да се бранат од притисоци. Колешке Дувњак, со оглед на тоа што долго време го следите правосудниот систем, од една страна судиите велат надвор од судница ништо не сакаат да говорат, од друга страна како да признаваат дека има притисоци, па сега јавно треба или не треба да се бранат е дилемата. Што мислите вие? Дали денешната изјава беше правилна и дали навистина треба да се чека толку долго за да некој судија било какви притисоци да има, да ги каже јавно дали ги има или ги нема? Како да се преплашени и дека стравот е сега најголемиот притисок за нив? Минатата година славев еден свој личен јубилеј, а тоа се 20 години од како пишувам за правосудни теми. И она што ми се наметнува како впечаток е ако порано се зборуваше дека судиите се тивки, сега како да шепотат. Бидејќи најчесто сакаат да кажат дека новинарите си земаат за слобода и многу други надвор од новинарството да ги коментираат нивните одлуки, дека само повисок суд може да преоценува нивна одлука, меѓутоа мислам дека тоа е едно многу ригидно толкување на работите и треба да си признаеме и да кажеме кога работите се бели или црни. Не можете, јас не сум приврзаник на тезата, бидејќи доаѓам од слична професија каде што многу често се генерализираат сите новинари дека се лоши или непрофесионални.
и го разбирам. Значи, револтот на судиите кои што не сакаат така анблок и генерално сите да се ставаат во еден кош и да се каже дека се лоши судиите, како што исто така и ние новинарите сакаме да кажеме дека има и добри и лоши новинари. Меѓутоа, впечаток е дека судиите се исплашени, а кога е некој човек исплашен, тогаш чувството за рационално одлучување му е некако стеснето. Што значи не мора тој притисок да биде директен со јавување на телефон, некој да ви се заканува, да ви кажува како треба да судите. Меѓутоа, од она што можеше да се слушне и деновиве од последната втора бомба што ја фрли опозицијата врз судството, некако некои работи си добиваат логично објаснување. Или сега од оваа дистанца ви станува појасно зошто во одреден момент нешто се случувало. Во текот на емисијата токму за тоа ќе разговараме и за околу изборот на судиите, професионалноста и слично. Дуковски, вие сте директно во системот, затоа што сте адвокат, секој ден се соочувате со судиите. Јас не верувам дека се толку молчаливи кога ќе бидете во судницата. Првиот ден на мојата кариера, 24 години. Како го толкувате ова што се случува сега? Еве, дури на нивното шепотење, што би рекла Дувњак, нивната молчеливост, нивното неистапување да коментираат работи како овие што им се случуваат во последно време? Па јас сакам само две работи да кажам. Јас, например, еве сега сосема случајно го видов председателот на Сдруженијето на судиите. Он во старт настапува дека има некаков притисок и некој напад од некоја страна. Мене не ми е јасно од каков притисок. Јас колку што го разбрав, ја разбрав целата работа, беше прашање од вашата страна, од вашата продукцијска куќа за став. И веднаш се настапува дека има некаков притисок. Ја не разбирам каков притисок. Дали е тоа страф или што е, не знам. Втора работа што ми падна на памет, што со која што апсолутно не можам да се согласам, е, чекајте да ги сочекаме, сега да не ги парафразирам зборовите на председателот, мислењето на 670 судии, па ќе, знаете на што ми личи тоа? Тоа е чист Ленин. Значи, кога сакате некоја работа да одложите, значи, вие ќе формирате комисија. А ова е токму тоа. Значи, вие ќе се формирате комисија, па во рок од 10 дена, за 10 дена ќе спласне целата работа, па за 10 дена ние евентуално ќе дадеме став и ќе ви кажат сите суди. Значи, вие поставивте прашање кон конкретна асоциација, значи Сдружение на суди конкретниот председател, да изрази свој став. И сега тој не изразува свој став, вели да се изјасни. Тоа за мене е неприфатливо и тоа во старт покажува притисок. Дали вие како адвокат за време на судењата имате чувство во одредени случаи дека судиите судат не како што тие мислат, не велам објективно или необјективно, туку одбираат начин да судат за да биде правилен, било да тоа го оценува председателот на судот, било заради судскиот совет, било заради политиката и политичарите? Па видите сега, не знам јас што значи правилен начин на судење и секој е самостоен во одлучувањето според законот. Секој е самостоен во одлучувањето на не знам што значи правилен начин на судење. За мене правилен начин, единствен, не правилен, него единствен начин на судење е судење врз основа на расположливите докази. Да, секој ден се соочувам. Меѓутоа сакам една работа да укажам, мислам, и на јавноста и тука на сите ние што сме тука во оваа емисија. Не мора тој притисок да биде политички. Тој притисок може да биде од најразлични аспекти, од најразлични сфери. И уште една работа сакам да кажам. Значи, апсолутно е непристојно, најблагоречено, не реков дека вие тоа го рековте или некој дека тоа го каже. Јас тоа чувствувам, бидејќи секој ден сум најмалце по 5 сати во судските аули. Значи, е непристојно да се рече дека сите суди по дефолт судат под притисок и сите суди судат како некој ќе им каже. Тоа апсолутно не е вистина.
А тие што судат под притисок, судат од најразлични причини. Некои судат од политички причини, некои судат од само ним познати причини, некои судат од некои тривиални причини затоа што од некого не сакаат или сакаат. Меѓутоа, сето тоа јас го ставам во еден кош и сметам дека тоа е едноставно неприфатливо и дека секогаш секој судија треба да суди единствено и само врз основа на законот и на предложените докази, на цврстината и на јачината на доказите. Дури на крајот на денот сметам дека политичкиот притисок како таков можда во таа збирка на притисоци кон судиите е најмал. Дувњак, кога зборуваме за притисоците, навистина е неблагодарно да ги ставаме сите судии во ист кош, и тоа е факт. Меѓутоа, тие притисоци како се чувствувате? Еве, од судењата што сте ги следеле, од она што го пишувате, од постојаните повици да ви дадат изјава, не мора да значи дека нели е од политика, меѓутоа, кој начин можеби тие ќе го одберат за да напредуваат во кариерата? Дали се плашат дека ако не направат нешто како што се очекува од нив, нема да можат да напредуваат и слично? А сега да бидеме искрени, значи годишно во работа се илјадници предмети. Нели, меѓутоа фокусот на јавноста е насочен најчесто кон оние предмети кои што имаат некаква си политичка конотација. И тие предмети верувам дека и јавноста и новинарите со должно внимание ги следат. Што се случува во последно време? Во последно време имаме ситуација да биде многу лесно забележливо напредувањето на некои судии кои што ги суделе дел од тие бомбастични предмети кои што, нели, како што реков, имаат политичка заднина. И ако ја следите работата на судски совет, каде што седниците се на судскиот совет јавни, многу лесно се воочува начинот на кој што се гласа. Да кажеме, ќе ви стане јасно зошто некои огласи за избор на судии пропаѓаат, зошто некои судии напредуваат многу брзо, за 2-3 години скокаат неколку скалила. Така што работите си добиваат свое објаснување. Не секогаш добрите судии и со високи оценки напредуваат во кариерата и го одат во еден степен повеќе што нели очекувано за еден судија од кариера кој што работи долги години. Дали вие чувствувате хиерархијата во судството? Например, па и вие како адвокат, колку имате искуство, доколку не можете практично да се разберете со некој судија, се бара изземање на судијата за одреден предмет. Дали треба да завршите кај председателот на судот за да се пожалите од судијата или обратно, дали па на некој од судиите имате чувство дека некој од погоре им се јавува од нив, да речеме председателот или слично, за да делуваат по однос на предмет? Тоа е многу комплексно прашање. Значи, многу комплексно прашање, бара многу детален одговор. Ја ќе се обидам тоа да го сублимирам во неколку реченици. Хиерархијата на судиите е една работа. Значи, хиерархијата на судиите и поставеноста на судиите е согласно законот за судови. Се знае, основен, апелационен и така натака. Тоа е една работа. Втора работа, во однос на влијанието на дали на председателот или на некого. Значи, повторно наведувам, не е битна чиво влијание има. Јас, например, во мојата кариера никогаш не сум барал изземање. Знаете зашто не сум барал изземање? Не сум барал изземање затоа што, еве, јас сум на 1 ноември ќе бидам 24 години адвокат, не сум ни можел повеќе да бидам, тоа е моето прво единствено занимање. Затоа што сметам и цврсто сум убеден дека секое барање за изземање, барем тоа е моето мислење скромно, не велам дека е тоа така, моето скромно мислење, мислам дека е доста релевантно, не било прифатено од никого изземање. И никогаш не барам, затоа што мислам дека тоа е да го изигравам Дон Кихот. Никогаш немам барано изземање, тоа одам по други начини.
Дали е тоа притисок од председателот или е притисок од некоја трета страна, тоа се осеќа. Значи, вие говорот на телото, водењето на записникот и сите други работи што представуваат еден судски предмет, вие за пола секунда како искусен практичен во Америка се вели тоа trial lawyer, човек кој што оди на судење, ќе утврдите дали има притисок кај некој судија или не. Повторно сакам да кажам, ова не смее и не може да биде генерализирано за сите судии. Само зборам за тие каде што јас, мојата маленкост има осетено притисок. Не мора тоа да е од председателот. Од председателот може и сум знал и у конкретни предмети кога имало од председател, дали од основен, дали од апелационен суд, па имало и земање од местна надлежност од еден суд, затоа што некој си обвинете роднина, близок на судија во тој суд, без било каква законска заснованост и така натака. Притисок постои. Дали било тоа од председателот или од некој друг? Во продолжение, пред да продолжиме со дебатава, би сакала да го слушнеме и министерот за правда, Адлен Јашари, кој неодамна потврди дека постојат притисоци во судството и тој беше поканет да биде дел од оваа дебата, меѓутоа одби, па да ја чуеме неговата изјава дадена неодамна. Има влијание не само политиката, туку и бизнес заедницата врз судството и врз другите, значи, правосудни органи. И без разлика што сум во оваа позиција, како министер за правда, сегаш сум бил, мислам, дека реален во ова насока и сум рекол дека, меѓутоа, за жал, постои, односно бизнес заедницата и политиката има влијание и врз судството. Наша цел е преку реформирање на правосудството, односно правосудната, би рекол, законска рамка, да делуваме во однос на исочувување на влијанието не само на политиката, туку и бизнес заедницата. Колку ќе успееме, ќе покаже времето, меѓутоа сепак ќе повторам. Не е доволно само да се реформира правосудството, односно правосудната, би рекол, законска рамка, туку во ова насока многу битен чинител е и менталитетот и на судиите, и на политичарите, и на тие што се баваат, што се занимаваат со бизнес. Тешко е да се справите со ваквите предизвици, бидејќи сепак за некоја спрега станува збор. Нормално дека е тешко и исто ви кажувам, значи јас не велам дека е лесно, но битно е дека правда се прават напори во ова насока. Колку ќе успееме, пак велам, ќе покаже времето. Закони се носат, значи реформи те се прават, меѓутоа дали се применуваат и во пракса? Тоа е еден од најголемите проблеми кај нас, но лично сметам дека и во многу други земји, посебно во регионот од Балканот, се донесуваат, значи, закони, се реформираат закони, меѓутоа кога се доаѓа нивното применување во пракса, тука имаме, значи, голем хендикеп. Па ќе повторам, многу е битно во ова насока, не случајно реков и преска, менталитетот на тие што треба да ги применуваат законите. Почнувајќи од органите, во ова насока и правосудните органи, но и граѓаните.
На вистина. На вистина, вистинско млечно, чоколадо на круасан. Нов 7 Days чоко круасан, исполнен со вкусен ванила или какао крем. Нов 7 Days чоко круасан, вистинско чоколадно задоволство. Има работи кои секогаш не собираат на едно место. На едно место каде што за сечи вкус има по нешто. Нешто што не исполнува додека го споделуваме. Нешто што не зближува. За само 599 денари со пакетот Смарт. Секогаш заедно, секогаш близу. Со годините доаѓа и одговорноста. Имате проблеми со мокрењето поради бенигно зголемување на простатата? Ја се погрежив за мојата простата навреме. Простамол Uno е хербален лек кој се користи во терапијата за отежнато мокрење при бенигно зголемување на простатата. Простамол Uno. Машка работа, машки лек. Не застанувам освен за задоволство. 3 месеци да има. Тоа ми се случи пред... Моите гости продолжија со дебатата и за време на рекламите. Дувњак, пред 3 дена слушнавме телефонски разговори кои ги објави опозицијата. Во тие телефонски разговори не учествуваа луѓе од судството, меѓутоа политичарите говореа за луѓето од судството, и за обвинител, и за суди и слично. И за тоа кој кому што му рекол. Зврлевски кажа дека не постапувал по такви предмети. Меѓутоа, колку ова сериозно ќе влијае на довербата во судството, која и онака е разнишана во последниве години, и не само во последниве години, во последните 20 години? Перцепцијата за независноста и самостојноста на судството е генерално лоша. Судството представува, значи, една област на која што граѓаните малку му веруваат. Меѓутоа, не случајно го употребувам зборот перцепција, бидејќи се досега не е направена една квалитативна анализа во која што може да се види на вистина и да се измери низ параметри колку нашите судии се на вистина самостојни и независни во донесувањето на одлуките. Пред неколку години имаше еден обид на ОПСЕ, преку анонимна анкета, да го истестира мислењето на судиите во поглед на нивниот однос кон притисоците, на судскиот совет, и резултатите беа поразителни. Бидејќи таму се зборуваше за една оттуѓеност и едно чувство на недоверба на судиите кон судскиот совет, воопшто и кон притисоците. Меѓутоа, тогашниот министер за правда Михајло Маневски, тогашниот председател на Врховниот суд, побрза да ги негираат резултатите од таа анкета, и после тоа, покрај тоа што беше најавена друга слична анкета, подготвена од самото здружение, тоа до ден денес не е направено. Прашувате како ќе влијае? Во секој случај негативно, затоа што веќе почнуваат да се поставуваат и прашања околу легитимноста на одлуките кои што се донесени. Македонија е земја во која што има и политички затвореници, тоа е нотирано во извештаите на State Department, па сега од оваа дистанца некои судски одлуки се ставени под знак на прашање. Така што и самата оваа колебливост и воздржаност на Сдруженијето на судиите зборува дека и тие не знаат како да се справат со сето ова, затоа што, да бидеме начисто, таму се слушаат гласови кои што лесно ги препознававме од снимките, во кои што се говори за тоа како да се купи лојалноста на членови на судски совет, што ја доведува во прашање работата на судскиот совет и начинот на кој што се избираат и разрешуваат суди, исто така и напредуваат. Потоа слушнавме глас на представник на извршна власт кој прашува дали е тоа наш судија, што значи дека
она што е јавна тајна, дека постои поделба на наши и ваши судии ево сила. Потоа, значи, слушнавме како се договара избор на председател на Врховен суд меѓу коалиционите партнери, што од оваа дистанца станува појасно зошто првиот избор не помина, зошто пропаѓа неколку избори за суди во Врховен суд, што значи дека под колисите подземно биле и функционирале некакви партиски договори. Дуковски, како адвокат сакам да ве прашам, доколку сте адвокат на некои од оние луѓе кои беа споменувани во овие телефонски разговори, а луѓе од судството, кои што не беа директно инволвирани во разговорот, меѓутоа се зборуваше за нив. Ке можете ли да ги одбраните затоа што таму имаше или немаше доказ дека нешто конкретно се прави? Например, судиите беа споменувани, обвинителот беше споменуван во контекст на двајца политичари. Она што го изјави Зврлевски пред некој ден беше дека тој не учествувал во такво нешто. Дали воопшто ќе се докаже и доколку се прави судски процес околу сета оваа работа утре задутре, ќе може ли да се докаже дали тоа вистина се правело или не се правело? Ова е една многу така дилема која ќе се постави пред некои суди веројатно. Па повторно мора на неколку нивоа да одговорам на прашањето. Прво, сметам, не сум сигурен дека ова е навистина проблем на судството, овие снимени разговори. Зошто? Затоа што според новиот закон за кривична постапка обвинителството е тоа што ја води постапката, односно дава наредба за спроведување на истрага, а судијата на претходна постапка е, како да речам, еден вид, да не се навредат почитуваните колеги кои што се согласуваат со мене, е еден вид на англиска кралица која што одлучува само за притворот. Значи, кажувам, само за притворот одлучува. Така да, во оваа фаза, повторувам, во оваа фаза, ако дојде до судење, може да разговараме за нешто друго. Во оваа фаза на постапката, можеме ние да збориме само за постапување од страна на обвинителството. Тоа е првата работа, значи тука судиите, мислам, дека барем во овој момент би требале да бидат екскулпирани. И затоа ме чуди председателот на Сдруженијето на суди зошто толку се плаши да даде своја изјава, кога оние се уште не почнале да го работат тоа. Тоа е првата работа. Втората работа што ме прашавте, дали би можел јас да ги одбранам. Повторно е ова некакво си преюдицирање и од типот што би било кога би било, многу лесно. Знаете зошто? Во Македонија, според Уставот на Република Македонија, извор на правото се законите, а не прецедентното право, како што е во Америка, Джейсон против United States и така натака. Што сакам да кажам? Во предметот, например, Пепел, многу познат, многу бомбастичен предмет против почитуваниот господин Бајруш Саидију, имаше исто вакви телефонски разговори. И насред судењето се јави дилема во однос на оценката на доказите, дали тие изјави се на Бајруш Саидију или на други лица. Судијата, кој што јас навистина многу го ценам, се обрати до сите можни институции во Република Македонија. Значи сега разберете ме дека јас вас ви одговарам исклучиво како занетчија и како адвокат. Повторувам, исклучиво како занетчија и како адвокат. Моето мислење е друго како човек. Добро, јас ви прашав како адвокат дали ќе може да одбраните. Да, многу лесно. Значи во Македонија не постои институција која што ќе потврди дека конкретен глас
е конкретно гласот на Снежана Лупевска, на Гордана Дубњак или на Сашко Дуковски. Со неспорна вистина. Впрочем, зошто и се бараше пред некое време да се изврши вештачење, не знам за кој предмет беше, мола? Македонска банка. Благодарам. Македонска банка во Србија. Не постои институција. И затоа само како занаетчија, не знам колку пати треба тоа да го кажам, како адвокат, велам дека многу лесно тука би ги одбран. Само ако ми дозволете, меѓутоа се до овој момент никој не ја доведе во прашање веродостојноста на гласовете. И тоа е точно. И реакцијата на обвинителството за сега ја нема. Туку повеќе се зборуваше во изминатиот период на кој начин се прибавени, кој е изворот, дали се тоа странски служби, дали се тоа значи прислушувани материјали од незаконски прибавени од МВР. Никој од оние, никој од тие особено представници од извршната власт веќе во неколку наврати се најавуваат, се слушаат тонски нивните разговори. Никој не излезе во јавноста и рече не, ова не е мојот разговор. Никој не ги демантира. Меѓутоа беше спомнато обвинителството дека целиот товар еве сега со законот е на нив. За сега немаме конкретна реакција од обвинителството, освен она кога меѓу редови или директно индиректно ни кажа на нас новинарите дека не смееме да објавуваме видеозаписи кои ќе бидат вакви или онакви преудицираа на некој начин што ние ќе пишуваме. Како ова го оценувате? Дали од вашето искуство секогаш кога има нешто вака, кога е премногу замешана политиката, многу време ќе се чека да помине додека обвинителот даде некоја одлука и каже што ќе направи со предметот, а од друга страна го притискаат роковите? Во конкретниот случај обвинителството имаше една многу несрекна изјава. Избрзана, непотребна и сосема дефектна, затоа што прво и основно треба да се цени општиот интерес. Вие не можете во ситуација кога опозицијата излегува со тврдење дека имате масовно прислушување, 20.000 луѓе дека се прислушувани, дека тие снимки се прибавени на незаконски начин, да очекувате дека тие разговори нема да излезат во јавност. И затоа и после тоа следеа, значи, и реакции од неколку амбасади, а јас мислам дека и медиумите беа решени дури по цена да бидат казнати да ги објават, затоа што вакво нешто не се случува секој ден. Можете ли да не казнат? Доколку се докажа, не верувам. Прво, не може да ве казнат за нешто што е прибавено на незаконски начин. Веројатно беше психолошки моментот да се уплашат можеби новинарите и да не објават нешто. Зашто да ве казнат? Објавување на снимки, видео, аудио снимки, еве кои што одредена политичка партија ги дава. Вие не сте објавиле изворно, а второ уставот ви го гарантира правото на заштита на изворот. Како тоа вие правите нешто нелегално? Апсолутно се согласувам со почитуваната новинарка дека тоа е не се сеќавам на термините, несреќно избрана констелација на зборови, еден вид на претња, немој пази што правите да не објавите. Значи зашто ќе ве казнат? Значи имаше сосема транспарентна пресконференција на која што беа ваша должност тоа да го објавите. Зашто ќе ве ја ќе ги застапувам пробоно сите евентуални медиумски куќи кои што ќе бидат обвинети за тоа. Не може да бидете обвинети за тоа. Ова за охрабрување на новинарите, иначе телевизија Телма инаку ги пушти сите они релевантни нормално податоци што ги објавуваат политичките партии. А дека е огромен интерес од зборува и тоа погледнете колку влезови има на YouTube на тие снимки, значи јавноста сака да знае.
Во однос на професионализацијата и на обвинителите и на судиите, какво е вашето искуство, дали по создавањето на академијата, по пропишаните правилници, закони, правилници за избор и слично, има напредување во однос на нивната професионализација и во однос на нивната работа, меѓутоа и во однос на скалилото и напредувањето. Порано, некако директно, не мислам на вашата фелама, од адвокат станува и председатели на судови и слично, можно ли е сето тоа и дали има некои поместување во независноста од кога се тоа се направи? Добро, на сила се одредбите од Законот за судски совет, каде што сега изборот на суди е можен само од редот на завршените академци. До лани половина од избраните суди беа избирани од стариот закон, каде што немаше ограничување да се избираат суди и надвор од судскиот кадар, па нели секој оној што ги исполнуваше условите за избор беше кандидат и се јавуваа на огласот. Тоа веќе не е можно, исто како што не е можно и напредувањето во судството, затоа што според одредбите од законот сега напредувањето е можно само од понизок во повисок суд. Што значи дека сега единствена база од каде што ќе се регрутираат и суди и обвинители ќе биде од оние кадри што ќе ги isfrли Академијата за обука на суди и обвинители. Дали вие чувствувате промени во однос на нивното настапување? Тие постојано имат некои предавања, мора да ја завршат таа академија во професионална смисла? Збориме само за суди или за обвинители? И за обвинители, целиот правосудници. Прво би кажал, иако темава е за судството, прво би кажал за обвинителството. Јас сум навистина импресиониран од новата гарда на млади обвинители. Не дека јас сум стар, не сум млад, ама добро. Има како во секоја фела, има добри и лоши новинари, има добри и лоши правници, има добри и лоши адвокати, има добри и лоши суди, добри и лоши обвинители. Има такви обвинители кои што навистина вака улично да се изразам иако сме на спротивни страни, вие мерак да работите со нив затоа што точно знаат, точно го дефинираат проблемот, точно знаат да извршат дистинкција, дедукција, да направат на оценка на доказите и да ја сведат работата од јавно обвинителски карактер. Истото тоа можда во малце помала мера се однесува судиите. Сметам дека академијата како таква секако дека е корисна, секако дека секој стручен форум, дали било тоа советување или друг стручен форум, користи за надоградба. Меѓутоа сметам дека моje мислење дека новото време едноставно го доведува тоа дека никој веќе не може да си дозволи да дојде неспремен на судење, дали тоа било обвинител или судија. Мислам дека со огромна почит кон Академијата на суди, која што има и обвинители кои што има соработка со повеќе академии од развиени демократски правни, повторувам, држави со работка, сметам дека повеќе тоа е резултат на новото време кој што секој човек како единка сака да се изрази во својата професија и да биде подобар во својата професија. Апсолутно сметам дека попрофесионални се, меѓутоа сметам дека тука Академијата за суди по мене лично нема некое големо влијание или за обвинители. Тоа е лично до човек. Меѓутоа морам да кажам една работа. Ми сметаат некои работи, дали од политички или од некакви други причини, кога ќе видите некој судија или обвинител после 2 години стаж, 3 години стаж, како напредува од основен суд во апелационен суд или
да не бидам погруп, напредува по 3-4 скалила кои што негови колеги се ултра постручни од него или најмалку исто стручни како него, седат затоа што едноставно се држат до словото на законот. Думам, колку уставните промени ќе влијаат на ќе го потресат правосудниот систем? Затоа што нема некоја можеби голема јавна дебата за ова, меѓутоа имаше големи незадоволства, се уште е таква ситуацијата. Што мислите, како ќе се одрази? Уставните промени мислите во делот на судскиот совет? Да. Во секој случај. Значи, со еден од амандманите се предвидува двајцата членови по функција веќе да не се во составот на судскиот совет. Да, министерот и председателот на Врховен суд за сметка на зголемувањето на бројот на судии. Јас да ви кажам искрено, сум скептична дека тоа само по себе значи гаранција за поголема независност на судскиот совет, бидејќи досега во сегашниот состав, ваков каков што е сега, мнозинството се судии повторно, кои што осумина, значи од 15 членови на судскиот совет се судии кои што се избираат на непосредни избори во судството. Меѓутоа, да бидеме до крај искрени и да кажеме дека ниту најдобрите судии се пријавуваат на тие избори, ниту влегуваат во судскиот совет, затоа што јавна тајна е дека за да се пријави некој на конкурсот за член на судски совет, прво треба да добие политички сигнал. И не случајно некои судии воопшто не ни влегуваат во трката за судски совет. Во разговор со некои судии ќе ви кажат дека не е ни предизвик во ваков судски совет да се влезе, што зборува за лошиот имидж на судскиот совет. Затоа што судскиот совет, судиите не го чувствуваат во онаа мерка во која што треба како свој совет, како тело со авторитет, изградено, стручно, кое што дава оценка за избори за напредување. Тоа значи дека одлуките за тоа кој ќе биде избран за судија, кој ќе напредува, не се носат во судски совет, туку на некое друго ниво. Значи, на тоа претходи еден друг партиски филтер, а судскиот совет е само она тело кое што технички ги спроведува тие одлуки. Дали заради тоа ќе има уште еден совет? На советот совет, што би се рекло, за одредување на факти кои се заговара да се направи со судии во пензија. Тоа е многу проблематично. Значи контрола на сегашниот совет е тоа. Тоа е уште по-проблематично тело, затоа што вие создавате едно ново паралелно тело на судскиот совет. Ако судскиот совет својата надлежност ја црпи од уставот, ова е тело востановено со закон, а вие предвидувате, значи, пензионирани судии да ја утврдуваат одговорноста и потоа да му нудат на судскиот совет предлози за разрешување и напредување. Тоа е во основа многу проблематично и многу дискутабилно, па би рекла и неуставно. Што сметате вие? Треба ли тело уште едно за да го ординирава? Па јас сметам дека почитуваната новинарка како дама употребува и прилично благи зборови. Тоа е, не ми е јасно при постоење на судски совет, вие да имате, ја вака како го кажувам тоа, пред тело, значи филтер. Значи сега јас ќе размислувам, некој како постапувал, тоа ќе го сожвакувам и ќе ви го дадам вас како судски совет. Не ми е јасна функцијата на секоја институција да има капа. И на таа капа да биде, нека бидат тие луѓе најстручните у свет, нека бидат од Марс донесени тие луѓе и да нема постручни од нив. Меѓутоа не ми е јасно зашто во секоја институција, значи врвот на македонското правосудство е Врховен суд на Република Македонија. Сега го кажав онака.
Зошто има потреба сега покрај постоење на Републички судски совет да има посебно тело? Значи тоа се две тела, едно од веројатно е недоверба во судскиот совет или допрва ќе видиме што е идејата на законодавецот во однос на создавање на вакви тела. Ако има недоверба во судскиот совет, така може да се прополкува. Не, ама се знае како се бираат членовите на судскиот совет многу лесно. Ако имате вие недоверба, некого ќе го смените у првиот момент. Значи не ви се потребни две тела. Тоа е вака моето лично. Тоа што одлуките на судскиот совет по жалба доаѓаат пред жалбениот совет на Врховен суд. Што значи сега на ваков начин се прави дерогација и на таа функција на Врховниот суд. Наместо да се изградат критериуми и механизми како постојниот судски совет да функционира подобро, како неговата работа се контролира, ова ми е некое недефинирано паралелно тело, кое што не гледам никако поинаку, освен како начин за вдомување на некои поранешни заслужни дејци правосудни, кои што треба да бидат вдомени и да продолжат да работат и во наводници кажано да тираат некакви реформи во судството. Спомнавте збор повторна политика во изборот на членови на судскиот совет. Во 90-тите вакви тела немаше. Меѓутоа, дали во тоа време кога бевте можеби на почетокот на вашата кариера го чувствувавте тој политички притисок, затоа што нашата Кристина Мачкиш направи еден прилог кој не носи низ времето, од времето на Џавид Хасани, ако се сеќавате, и донесувањето на судските одлуки низ бачилото кое исто така изроди многу нешта, па до последните неколку скандали во судството. Како беше кога ги немаше сите тела, ја немаше академијата и слично? Значи имам чувство дека овие 20 и кусур години постојано како да сме во потрага по некакви модели за судството, некакви реформи, кои што наместо да одат напред и да ја подобруваат состојбата во судството, како да не враќаат неколку чекори назад. Значи, порано изборот на судиите се знаеше на кој начин се врши. Значи, постоеше едно тело кое што се викаше Републички судски совет, кое што предлагаше кандидати за судии, а собранието ги гласаше тие судии. Па оценивме дека има многу политика во изборот. Тоа беше транспарентно барем во тоа време, веројатно бирањето транспарентно и тогаш имавме ситуации да не поминуваат предлози на судскиот совет, па дури и да забележуваме како пратениците гледаат во координаторот на одредена политичка партија за да им даде знак како да гласат. Меѓутоа, барем тоа се гледаше пред целата јавност и имаше можност пратениците кои што во тоа време се во опозиција да опонираат, да дискутираат за некој кандидат или не. Да бидеме до крај прецизни да кажеме, една Словенија се уште го има истиот начин на избор на судии, кој што ние го напуштивме. А ние водејќи се, значи, од некакви си идеали и желби да направиме нешто поинакво и поразлично, не само што не отстранивме политиката од изборот, туку создадовме, како што имаше, како што предупредува во тоа време кога се водеа тие дебати за реформи во судството, создадовме, значи, монструм од судскиот совет. И тоа монструм не затоа што концентриравме многу голема моќ, туку затоа што тоа се покажува низ годините, создадовме делегирано тело кое што одлучува по нечии туѓи желби и потреби. Еве, како судеа судиите во неколку случаи во Македонија во изминативе децении? Подготви Кристина Мачкич. Овие зборови се слушна од судија и прв обвинител во државава. Тие делеа правда, но после и самите побараа правда во куќата на правдата. Судството во независна Македонија постојано на удар на политички афери и обвинувања за местенки.
Првите слабости судството ги покажа уште 2001 година кога дозволи кауција за Џавид Асани, борец на УЧК. Власта криеше дека е ослободен за да се трампа со киднапирани војници на АРМ. Познат како дрвосечачот од Танушевци, Асани го искористи судскиот систем и наместо да одлежи 13 години затвор за убиство, со 200.000 тогашни германски марки се најде на слобода. За овој случај никој не одговараше. Само тогашниот премиер Љупчо Ѓоргиевски индиректно кажа дека подобро тој на слобода отколку четворица грабнати војници да бидат вратени во лимени сандаци. Асани од УЧК премина во ОНА и стана еден од најпознатите команданти. Немам врска, јас сум кажа тој ден дека на судка долазим. Да, ево. Тоа е судско работите, не е. Неколку години подоцна откако се смирија страстите по војниот конфликт, земјотрес го потресе судството. Били исплатени стотици илјади евра на овчар за наводно гранатирано бачило и убиени овци. Случајот бачило почна да ги руши судиите и предметите еден по еден. Иснифари Џемаили стана најбогатиот и најпознатиот овчар во државата, а судијата која му ги досуди парите се обиде да се оправда. Јас се чувствувам без основ посочена како жртвено јагне и како единствен виновник во овој случај. Незе ја разрешија, за овчарот се водеше постапка со години. Доби затворска казна. Но судовите не се сами во магичниот круг на правосудството. Во истиот период и обвинителството го зафати вирусот на притисоци, единствениот кој се одважи јавно да признае дека во правдата и правнината има многу магла е обвинителот Александар Прчевски. Верувам дека јас бев последната будала што дојде на таа функција. Простете ми на израз. Следен не ќе има. Апелациониот суд и одлуките кои ги носат овие суди срушија познати судски имиња. Виолета Дума, Владо Джилвиџиев, Јордан Митриновски. Дел од нив разрешени поради судски одлуки. Митриновски како председател на апелациониот суд, разрешен поради одлука за притвор за кумановскиот бос Бариш Седију. За овој случај воопшто не треба да има одговорност за ниеден член на Советот на второстепениот суд. Последниот земјотрес во судството се случи пред неколку месеци, кога цел оддел за прекршоци остана без судии. Сите беа уапсени за местење пресуди, нешто што траело со години. Обвинение се уште нема. Судството е во постојани реформи, од опрема и од нови столчина за судиите до обуки за судење на најтешки кривични дела по светски стандарди. Но сериозна пречка на реформите сепак на крајот останува роднинско-пријателската поврзаност на поединци, како и политичките и бизнис притисоци за кои веќе јавно од Министерството за правда признаа дека постојат. Досегашните афери и разрешувања на судии го урниса авторитетот на целиот судски систем. Довербата никако да се врати. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. 7 Days Double. Вкусот е во миксот. I tell her, baby, I'm a fireball. Seven Days Double. Вкусот е во миксот. Февруарска акција во Промес. Чадена печеница 339 денари. Шунка 155 денари. Посебна салама 80 денари. Пилешка виршла 42 денари. Мелано месо 199 денари. Промес, одличен избор. Suzuki Swift. Забавен, богато опремен со јапонски квалитет. Сега достапен за 9690 евра. И новиот S-Cross со акцијска цена од 13990 евра. И гратис зимски гуми. Сите модели имаат 5 години гаранција. Понудата се однесува на ограничени количини. Проверете на mirkat.mk. Suzuki. Way of Life.
Во финишот на дебатата и за она што е постојан извештај на Европската комисија, македонското судство е рак рана. Дуковски, што мислите вие, зошто Македонија постојано и се повторуваат истите работи, а од друга страна и зборевме и за академија, зборевме и за судски совет, се донесе и правилник како ќе се суди и како треба да судат судиите. Како да се излезе од оваа состојба? Со донесување на нови законски и подзаконски мерки кои што ќе го стават во некоја рамка судството, или пак се останува на совеста, на свеста на судиите и на придружувањето да судат врз основа на факти и самостојно да донесуваат одлуки? Се додека вие со подзаконски акти, а тоа е правилникот за определување на казни, дерогирате, односно ви се поважни од законски акт, а правилник е подзаконски акт и не може да биде на правна висина како закон, се до тогаш ќе имаме критики. Значи, каде се сведува во овој момент улогата на судиите? Улогата на судиите во овој момент се сведува, значи со полна одговорност ова го тврдам, значи утврдување како конобари во некој ресторан. Значи дали некој е во прва група, во втора група и во трета група. Тоа е како сте нарачале 2 пици, 2 кафиња и 2 сока. И он вас ви определува казна. А јас прашувам една работа. Едно кривично дело, имаме 2 кражби, двајца личности. Дали 2 личности има во светот исти? Едниот се напил и влегол во кафана во продавница од обест, украл нешто, а другиот влегол за да го нахрани своето дете. Меѓутоа нема назад, ова ќе стане законско решение од 6 месец. А од друга страна дека ќе имаме и нов европски извештај во кој што после ова се што излезе во јавноста прашање што ќе ни напише. Се додека имате правилник и закон за определување на казни, ние ќе бидеме критикувани од сите европски институции и мораме да бидеме критикувани. За не случајно постои слободна оценка на докази и член 39 во постоечкиот закон за кривичен закон, каде што судот ги оценува сите олеснителни и отежнителни околности. Не можете вие затоа што некој бил казнет тогаш и тогаш пред 20 години да го ставите во втора група и автоматски со проста математика весела да му дадете поголема казна. Значи не гледате излез од состојба. Никако се додека вакви решенија постојат. Правилник, односно сега, не бил правилникот видува дека правилникот е лош, дека не може да биде појак од закон, па ајде сега тоа ќе го направиме во закон. Па искачаат представници од Министерство за правда, па кажуваат вертикални и хоризонтални параметри за определување на казна. Тоа е нонсенс. Тоа е нонсенс кој што никогаш не може да обстане во Република Македонија. Ама дали им даваат алатка да се одбранат барем од политичките притисоци со такви правилници? Никако. На кого? На судиите? Да. Па да, они ќе ви речат ме врзува правилникот, а од јуни месец законот ме врзува и јас морам толку да дам. И они се чисти. Дали се усовеста чисти, тоа е прашање. Дувњак, сметате ли дека може да излезе македонското судство од состојбата во која се наоѓа, или ќе ни напишат можеби полош извештај апропо последните случувања? Во речиси сите извештаи се нотирани проблемите во судството. Значи од година во година тие оценки не само што се повторуваат, туку ми се чини дека во последниот извештај беа и најдиректни оценките. Она на што му се забележува на македонското судство тоа е недостаток на функционална имплементација на законите. Значи да, во ред се носат закони, меѓутоа примената. Најпроблематична е примената и не случајно постоеше во извештајот една квалификација дека има некаков напредок. Што значи дека забелешките за селективна правда, за индиректни притисоци и натаму остануваат. Потоа ни се забележува дека македонскиот број на суди е двојно поголем од европскиот. И она на што треба многу да работат нашите суди е одважност, бидејќи сите гаранции ги имаат во уставот. Значи Македонија има траен мандат предвидено за судиите, имаат имунитет. Значи мора да се надвладее стравот и на вистина да не биде само флоскула дека она што единствено треба да ги интересира судиите е да судат по устав и закон.
тоа треба и на вистина да го докажат во праксата низ конкретни случаи, да не се водат од тоа кои им се странки во судските спорови, па граѓаните не случајно да имаат представа дека за некого правдата е достижна, брза и ефикасна, а за некого е недостижна. Тоа веќе го покажуваат и сега допрва не очекуваат и нов бран на пресуди од Европскиот суд за човекови права, каде што во текот на оваа година треба на тест да биде ставени голем број пресуди на македонските судови во поглед на должината на притворот. Веројатно судиите ќе имаат можност и така да се преиспитаат. И само ви сакал да кажем затоа што привршувам мисијата. Да, само ви сакал уште една работа да кажем во врска со тоа. Најлошото нешто, повторувам, најлошото нешто што не моментално, него долго време, а особено во последно време се случува, тоа е недозволено калкулирање и балансирање со судските пресуди, принемање на докази. Повторувам, принемање на докази. И тогаш судијата не го ослободува клиентот, односно клиентот, обвинетиот не го ослободува, туку вели, ајде му дадам условна осуда. Па добре, условна осуда не е ништо. Без при тоа да се знае што значи таа условна осуда, дека тој човек утре можда не може да добие виза за во Америка, дека може дека ќе му се води. Темата е многу голема и една емисија, една дебата е премалку и се надевам дека барем за 10 дена, како што вети од управниот борд на Сдруженијето на судии, ќе се одважат и ќе имаат нивен став во дали ќе се бранат јавно или не од притисоци. Јас многу ви благодарам што бевте наши гости во топ тема и еве ги очекуваме судиите на следната дебата за 10 дена. Од мене пријатна вечер. Благодарам. Следу